околината во Македонија. Габревци. Габревци е село во општина Конче, во околината на градот Радовиш. Селото се наоѓа во североисточниот дел на територијата на општина Конче, во горното сливно подрачје на реката Крива Лакавица, која е десна притока на Брегалница, а на чиј атар е изградена вештачката акумулација на езерото Мантово. Сместено е во подножието на западната падина на ниската планина Смрдеш. Од три страни над селото кон север, исток и запад се издигнува ридско земјиште со највисоки точки. Елени рид 763 метри и Вела глава 705 метри. Додека кон југ е отворот на Дјуков дол, кој се спојува со долината и полето крај реката Крива Лакавица, од чија десна страна се наоѓа Габревци. Самите куќи на селото со препознатливите ѕидени фурни и амбари во дворовите се распоредени во три маала, наречени Горно, Долно и Крајно маало, на благо зарамнето земјиште со бројни, грижливо и убаво обработени ниви одоколу, додека кон север е застапена дабова, габрова, тополова и ниско стеблеста шума. Во непосредна близина, на запад, веднаш под селото, започнува заезерувањето на езерото Мантово, во кое се влева и суводолицата Габрешка река. Габревци е ридско село, расположено на надморска височина од 500 метри. Од градот Радовиш е оддалечено 14 километри, додека од централното место, односно од општинското средиште Конче, е оддалечено 11 километри. Селото Габревци е доста старо, бидејќи за него постојат пишани историски податоци, уште од средновековниот период, како и предание меѓу неговите жители за историското минато на селото. Според народното предание, селото Габревци, поради чума, 3 пати ја променувало својата местоположба, зашто постои и народна песна. Најпрво, селото се наоѓало на местноста Куќиште, долу под селото. Потоа се преместило во местноста Илиница, која се наоѓа северно над селото, во Ридскиот предел. Се смета дека подоцна селото било распрснато од габарје, тоест од габрова шума, што е и причината што го носи името Габревци. Па затоа повторно се преместило во местноста селиште, за да се спаси и избави од чумата и болестите, како што е случај со многу други села широм Македонија. По границите на атарот, селото било заорано, односно заокружено со дрвено рало. Селото Габревци е познато како место на многу добри и прочуени игроорци. Поради изразитото и силно развиено грнчарство во Габревци. Најзначајна одлика на народните игри и ора од селото е тоа што игроорките играат со стомна, полна со вода од 12 литри на главата. Во селото постои фолклорна група Габревци, во која главно се вклучени повозрасните жители на селото, кои во текот на 2015 година оствариле голем успех, освојувајќи го првото место на фестивал во Словенија. Во минатото постоело и културно-уметничко друштво Македонски глас,
кој е на 31. државен фестивал на народни игри и песни и Линденски денови. Ја добило наградата за најбогат изворен фолклор. Поради знаменитоста на народните игри, ора и фолклорот, селото Габревци е неколку пати посетувано за проучување од истражувачи, етнолози и етнокоролози, историчари и археолози.